Денешен гостин во студиото на Слободен печат е заменикот министер за надворешни работи, господинот Зоран Димитровски. Со него ќе се обидеме да разгледаме неколку актуелни прашања од сферата на надворешната политика. Добре дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добре најдов и поздрав до вашите гледачи. Со оглед на тоа каква е временската состојба сега во Скопје, во Македонија, генерално, на почетокот би сакала да ве прашам, ја средивте ли климатизацијата во Министерството, бидејќи има многу поплаки одвработени дека е неиздржливо да се работи во клима, без клима во овој период? Во право се, да ви кажам, и вработените и гостини кои што доаѓаат, меѓутоа морам да кажам дека во оваа зграда и во незиното одржување долги години не е вложувано. И оние технички се нарекуваат чилери, фактички кои што воопшто не се ефтини, околу 180-200 евра чини еден за фактички ладење на целата зграда. Долги години некои делови само се поправале, останувале, тие имаат, се разбира, рок на траење и дојдовме во една ситуација месец дена пред сериозно да започне летото да бидат навистина нефункционални. Министерството немаше во буџетот пари. За среќа сега со ребалансот добивме средства и по итна постапка ќе биде набавено, се разбира, мора итната постапка подразбира повторно 60 дена рок, нормално на тендер да оди, имаат право на жалба компаниите. И сега, искрено да ви кажам, импровизираме во некои од кабинетите со ладење, но еве, сега доаѓа период на владата ќе биде на годишен одмор, во суштина Министерството до 15 август нема засилени активности, но јас се надевам дека веќе во септември ќе биде завршена таа работа. Добро, тоа не е оправдување дека долго време не се вложувало. Ако гледаме така, вие сте таму 2 години, зборувам за оваа гарнитура, 2 години, значи за тие 2 години нешто можело да се направи. Вака не е хумано, би рекла, да се работи во такви услови. Делом да се согласувам со вашата констатација, но морам да кажам дека имаше и други приоритети пред се покривот на зградата, кој што исто така долго време бил оставен на завод на времето. Веројатно нешто и од почетокот во конструкцијата било сгрешено, тоа што пропушта вода. И навистина голем дел од буџетот за реконструкција го фактички насочивме кон поправање на покривот и сега тој останува уште малку да се заврши, затоа што се поплавуваше зградата, реално. Да, видовме. И лифтот се поплавуваше, меѓу другото имаше опасност да компјутерскиот систем фактички да биде на некој начин поплавен и од тие причини уште пред година и пол сериозно се нафативме на тоа да инвестираме во покривот и еве сега ќе биде завршен. Знаете колкава е штетата од тие поплавувања, бидејќи се случи тоа неколку пати, не еднаш? Штетата, освен некои поправки во однос на варосување, кречење, немаше некои поголеми, имаше на лифтот неколку пати неколку пати застануваше и се поправаше, но некои драматични, и така да кажам, или големи цифри не се во прашање, но во секој случај тоа ни отежнува работата. Одржувањето на зградата мора да биде постојано. Тоа е голем комплекс, но откако е изградено, буквално таму ниту една игла не е потоа фрлена. Фактички мора постојано да се одржува и се надевам дека во наредниот период тоа веќе нема да биде проблем. Што значи тоа не е некоја голема цифра? Немате некоја конкретна бројка? Искрено да ви кажам, не сум ги гледал. Државниот секретар повеќе се занимава со овие работи. Јас имам повеќе ингеренции во делот на надворешната политика, но тоа не го оттежнува драматично буџетот на Министерството. Велам, откако се појавува овие други крупни недостатоци, како климатизацијата, доколку има потреба, да речеме, да се менува некој лифт, мислам дека нема да има потреба, но дека тие со редовно одржување ќе бидат во функција,
Но Министерството има и други потреби, нели? Има дел од амбасадите за реконструирање, кои што се исто така не се во добра состојба, голем дел од амбасадите. Не се во добра во смисла на тоа дека долги години не се ниту варосувани, ниту е поправано, ниту е мебел купуван во некои од објектите, велам, кои што се наши, кои што се купени. Но сега со буџетот имаме значителен дел од одделено средства за да почнеме да правиме реконструкција и во овие објекти. За амбасадите подоцна ќе ве прашам. Сега би ве навратила на една ваша изјава, неодамна дадена, во врска со епидемијата во Гостивар и загадувањето на водата. Тогаш рековте дека треба политичка одговорност, а не само морална, и дека градоначалникот требало да поднесе оставка. Апсолутно, да. Еве би направила една паралела. После трагедијата во Кочани, никој од власта не побара политичка одговорност ниту оставка од некој функционер. Гледате разлика меѓу овие два случаи? Во однос на барањето оставка, зборувам. Јас од секојаш сум бил принципиелен и пред се и сум настапувал и лично, меѓутоа и како новинар порано, меѓутоа и како човек кој што одговорноста смета дека одговорноста е најважна при извршувањето на политичките функции. И тогаш бев на мислење дека градоначалникот на Кочани треба да поднесе оставка и сите оние што се инволвирани во ланецот на институциите кои што затаиле во тоа време. Се разбира, тоа беше еден крупен настан, навистина голема трагедија и голема загуба, но и сега мислам дека принципиелно градоначалникот мораше да си поднесе оставка. Тоа што ја префрли фактички топката на предпријатието и на некои други дека се одговорни, дека се самостојни, тој ги поставува имено функционерите на предпријатието Водовод. Дали има некаква одговорност понатаму кај инспекцијските служби? Исто така треба да се види како се инспекцијските служби, фактички Институтот за јавно здравје и така натаму, докаде може таа одговорност да оди, треба да се види и во наредниот период. Во секој случај јас сум поборник на тоа, не само морална, морал од кај нас се одамна го нема, но барем политичка одговорност мора да има на функционерите. Да, ама во случајов со Кочани, ако гледаме обемот на трагедијата, требаше нешто некој всушност повеќе отколку градоначалникот само. Сега, знаете, работата е сепак одредена перцепција. Ние знаеме дека долги години тој проблем во Кочани, значи ако ја гледате сега и судската постапка, се навраќаат обвинителите на едно далечно минато кога тој проблем сите го толерирале со децении. Видовме дека полициски службеници и одредени полициски функционери на локално ниво беа покренати обвиненија против нив. Дали по автоматизам има командна одговорност до крајот, нели, до да дојде до министерот, па да дојде до министерот, тоа е навистина прашање за дискусија, но вие не можете да се разбира, имаше слични настани и во други држави. Видовме во Швајцарија по тоа настан. Не видовме таков тип на оставки, затоа што сепак се работи за не е тоа природна стихија, тоа е од неодговорност на институциите, но на еден проблем што е таложен со години. Има во одредени држави, да речеме во некои пософистицирани демократии како Јапонија, кај што одговорноста е на повисоко ниво, за доцнење на воз, нели, даваат оставка одредени функционери, се согласувам, но сепак е ова Балкан. Не велам дека не треба да има одговорност, треба да има висока одговорност. Не е, апсолутно не е оправдување, но сметам дека директната политичка одговорност на една влада на крајот на криштата ја ценат и граѓаните. Мислам дека во случајот со Кочани директно не можеше да се посочи со прст на министерот за внатрешни работи или на министерот за да речеме здравство, ако не постапил како што треба да постапи. И во овој случај во Гостивар директната одговорност се разбира е на локално ниво,
Ако има пропусти во здравството, треба да има одредена одговорност, велам, и во здравството. Сега имаше и промена на министри, така што се надевам дека во наредниот период многу посериозно ќе се занимаваме со овој тип на прашања. Јас би рекла дека таа морална одговорност што треба да ја почувствуваат самите политичари некако е мислена именка кај нас. Така да не требало некој да го посочи, на пример, сега министерот за внатрешни работи да каже дека тој е виновен, меѓутоа министерот треба да има морална одговорност. Сега дали е во случајов за внатрешни работи или некој друг министер, зборувам принципиелно за морална одговорност. Моралната одговорност е лична, искрено речено. И таму не можете да повикувате. Можете да повикувате на политичка одговорност, има институции за тоа, парламент, има на крајот на краиштата избори, граѓански протести и така натаму. Гледаме во Кочани секоја недела има оној марш кој што се одржува во сабота на трагично загинатите. Навистина тешко е да бидеш во кожата на родителите денес и млади животи отидоа, но велам моралната одговорност е лична и на неа можеме само вака да коментираме, не можеме да повикуваме некого од морални причини да поднесе оставка. Малку да се свртиме на темите од надворешна политика. Евроинтеграцијата на Македонија секако е главното прашање и уставните измени. Председателката на државата најави дека во септември, на крајот на септември, Европската комисија ќе го соопшти моделот според кој ќе продолжи проширувањето. Ова се случува после оние неколку нон-пейпери што се појавија. Што може Македонија да очекува, што може Македонија да добие од овој модел што ќе го соопшти, што би го соопштила Европската комисија? Па прво, навистина е се уште е непознато што ќе произлезе од таа дискусија која што се води во Брисел. Видовме повеќе нон-пейпери, видовме Макрон и Мерц, фактички канцеларот на Германија и председателот на Франција има заедничко писмо, има одделни писма, па заеднички нон-пейпер. Видовме групата пријатели на Западен Балкан, видовме некои други идеи. Очигледно е раздвижена таа работа околу проширувањето, затоа што Европската Унија конечно и Европската комисија, меѓутоа и земјите членки видоа дека за да може да стане геополитички играч Европската Унија ќе треба и да се проширува и дека проширувањето е еден вид на осигурување на нејзината безбедност. Пред се од безбедносен аспект, да не беше Украина, се разбира, не верувам дека ќе дојдеше до таков тип на засилена дискусија за проширување. И фокусот е очигледно на Украина, затоа што овие дел од овие документи и на Мерц пред се и заедничкото писмо се однесуваат на Украина. За среќа во приказната влегува повторно Западен Балкан, така наречениот Западен Балкан. Јас не ја сакам многу таа формулација, Југоисточна Европа повеќе одговара на овој дел од светот. Но дали можеме нешто да добиеме од тоа? Значи, идеите барем се поклопуваат во онаа мера дека ќе има постепена интеграција. Тоа е едниот елемент кој што е важен да се нагласи. До сега имавме земјите преговара кандидати и преговара долго време, во меѓувреме не добива ништо од никаков колач. Еве, вие погледнете сега, да речеме, Црна Гора, нели, за неа се подготвува пристапниот договор, веќе има некакви проекции колку од буџетот би добила за наредниот 7-годишен период, нели, оној што е буџетски период на Европската Унија. А се уште нема никаква бенефиција иако е на крај на преговорите. Да, ама многу брзо ќе има бенефиција со членството. Кој ќе стане? Не, сакам да кажам, тоа е стариот модел. 1,5 година. Да, ама затоа велам, тоа е стариот модел. Значи, по стариот модел вие не добивате никакви бенефиции, освен по делот на планот за раст. Планот за раст беше измислен, нели, како инструмент и измислен, односно дизајниран на тој начин да ги поттикнува реформите и да ве наградува или да не ве наградува, да ве казнува ако не ги спроведувате реформите. Пред се за
ако го усвојувате нели европското законодавство, но потоа и во праксата да ги спроведувате тие реформи. И планот за раст е еден од тие инструменти кои што треба нели да овозможи некаква фактички прилагодување на европскиот пазар, на европските услови и постепено интегрирање во европскиот пазар. Но тие средства се сепак малку во споредба со средствата што евентуално би ги добила земја членка на Европската унија. Од кохезионите, структурните фондови и од самото учество на фирмите на пазарот на заедничкиот пазар, на пазарот на труд, слободното движење на капитал и стоки. Сега, во овој дел што може да очекува Македонија? Значи, прво, таа постепена интеграција, таа ќе биде многу важна од економски аспект. Јас се надевам дека Европската унија ќе има друг инструмент кој што ќе биде соодветен на планот за раст. Може би економски поиздашен во таа смисла, за да не зависат, тој паралелен процес да не зависи од било какви билатерални условувања. Туку земјите онака како што ги усвојуваат реформите, така да напредуваат кон заедничкиот пазар и кон користење на други бенефиции, инструменти на Европската унија, политичкиот дел, учествување на состаноци кои што веќе на некој начин има обиди за негова реализација. Ние делумно како наблюдувачи учествуваме во одредени институции на Европската унија. Но најважно што би сакале да се случи, и за тоа не можам да се разбира, не може никој да даде гаранции за тоа што е право на земјите членки да одлучуваат, е да се пронајде механизам за да не можат понатаму билатерални прашања, особено врзани со историски карактери, со идентитетски карактер, да бидат пречка за интегрирање на овие земји во Европската унија. Да ве прашам вака. Очекуваме фондови од таа постепена интеграција, например, очекуваме пристап до фондовите на ЕУ, учество на заедничкиот европски пазар, во политички дебати, учество во политички дебати и така натаму. А премиерот пред неколку дена вели дека ЕУ ни врши булинг. Не ви се чини дека е малку лицемерно тоа однесување кон Европската унија? Очекуваш да бидеш на масата, па макар и во оваа постепена интеграција, а од друга страна ги обвинуваш за булинг. Не можам да го знам контекстот во кој председателот на владата го ја кажал оваа формулација во контекст на булингот, но во секој случај ние имаме булинг од една земја членка, а таа ја представува Европската унија. Знаете, за нас Брисел, за жал, во овој процес на интегрирање не е адресата, туку е Софија. И проблемот, иако од Софија се обидуваат целото тоа да го префрлат, дека ние имаме проблем со Брисел сега, нели немаме проблем со Европската унија, но тоа се, како да кажам, метафорично само изразување на одредени нијанси на крајот на криштата, нели некој ќе рече имаме проблем со земјите членки. Но бидејќи се тие рамноправни, нашиот проблем е Софија, која успеала да наметне наратив во Европската унија кој што се прифаќа, кој што бил прифатен од наша страна претходната влада и реално е булинг, односно нема врска со копенхагенските критериуми некој од вас да бара прашања кои што се врзани со историјата и идентитетот. Од тој аспект гледано, ако сакате, па и од аспект на едно многу непринципиелно прашање, во Европската унија нема аки комунитер или заедничко законодавство за малцинства. Европските држави, имаме редица европски држави кои не признаваат малцинства. Имаме редица... Добро, имаат различна политика во однос на малцинствата. Ама, многу еуфемистички да се каже дека имаат различна политика. Тука едноставно некои не признаваат. Дури ни некаде признаваат јазични малцинства, само на нација, една нација, различни јазични групи. Некаде јазикот дури јазикот на малцинствата не им го прифаќаат, не им го признаваат, односно не се воведува во школството. А од нас се бара токму тоа. Значи, нешто што не е копенхагенски критериум за сите земји членки или за кандидатите, од нас се бара менување на уставот и воведување на
неколку малцинства, меѓу кои нели и бугарското, со иако имаме најширока лепеза на малцински човекови права во државата. И од тука може да се извади таа формулација дека тоа представува еден тип на булинг, нешто барам од тебе што јас самиот не го правам. Сега велите Софија успеала тој наратив да го наметне во ЕУ. Сигурно дека ќе успее кога е дел од ЕУ. Софија е на масата. Па тоа е еден од аргументите затоа што е на масата, меѓутоа треба да имаме предвид дека тоа успеала да го наметне, затоа што на крајот на криштата некој овде решил да го прифати. А може ли да кажеме дека успеала да го наметне затоа што имала поуспешна дипломатија, например? Па, асиметрична е позицијата на Македонија. Тоа е факт. Без оглед што на времето овде била влада која што го прифатила тоа и сакала да го прифати. Искрено речено, ние како Демократски сојуз бевме дел од таа влада, но не бевме информирани за ништо во врска со тие преговори. Тие разговори се криеа од нас и на крајот се соочивме со прифаќање на така наречениот француски предлог кој што беше ставен на маса, но не беше само прашањето за уставните измени, туку подоцна видовме дека произлегоа оние протоколи кои што сега ја комплицираат целата ситуација. Сега, вториот протокол стана прилично актуелен и експлоатиран во последно време. Пред 4 години тој втор протокол го подпишаа тогашните министри Бујар Османи и Теодора Генчовска. И Генчовска тогаш вториот протокол го нарече највредното нешто од пакетот на францускиот предлог. Што е всушност вториот протокол, еве според вас? Има различни толкувања. Дали е дел од рамката, дали не е дел од рамката, дали е обичен записник или не е обичен записник, колку не обврзува, колку може да ни наштети? Да, тој ни наштети многу и се уште ни штети, за жал. Без оглед што од формално правен аспект, велам, не е дел од рамката. Во кој контекст не е дел од рамката? Значи, вие кога преговарате, отварате преговарачки поглавја, дел од кластерите, има одредени услови што треба да ги постигнете за да го затворите кластерот на преговорите. Значи, од тој аспект гледано, тие барања не се дел од преговорите. Но протоколот има механизам за следење на спроведувањето. Да, тоа сакам да го кажам, но не е само, значи прво, протоколите се дел од политичкиот процес. На кој начин? Затоа што од политички аспект гледано кај нас се оценуваат не само овие делови на бенчмаркови, така наречени, кои што ќе бидат во преговарачките поглавја и кластери. Туку се оценува и, да речеме, добрососедството. Што е добрососедство? Според преговарачкиот пакет, ако сакате така да кажеме, дека договорите со Грција и со Бугарија, Преспанскиот договор и договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија се ставени како еден од клучните политички критериуми за наше напредување. Значи, вие можете да затварате поглавија, но некој може да се повика и да рече, ама чекајте, вие имате проблем сега со Преспанскиот договор, имате проблем со Бугарскиот договор. Бугарија, бидејќи во 2017 година кога се донесе, кога се подпиша договорот со Бугарија, таму немаше, во тој договор нема рокови. Таму има историска комисија, но нема никаков механизам како да се реализираат барањата на Бугарија. Подоцна е усвоена така наречената фактички резолуција во парламентот во Бугарија, каде што се наведени сите овие работи кои подоцна кои во 2022 година се операционализирани во тој протокол. Протокол е само меѓународен, јас би рекол повеќе бугарите го користат тој израз за записник. И тоа воопшто не е случајно. Значи, кај нас може би има едно на дипломатско ниво, кога ќе кажете протокол, значи нешто многу поразлично. Но тоа е навистина обичен записник од средба. Но и тоа не е важно. Во тој обичен записник од средба се преземени обврски врзани со рокови,
Јас многу често имам навистина барања од представници на земји членки на Европската унија, министри, заменици и така натаму секаде каде што одам, кои ме прашуваат навистина што се од вас бара бугарската страна. Добро, разбираат ли еве тие функционери европски каде што одите? Разбираат ли во што е всушност проблемот, вистинскиот проблем? Па, претходно искрено да ви кажам не разбираа. Претходно прашуваа само зошто не ги донесете уставните измени. Така. Какви се човековите права на малцинствата во Македонија? На кој начин, што ќе добие бугарското малцинство во Македонија кога ќе го промените уставот и така натаму. Тој тип на прашања поставува. Подоцна почнаа да поставуваат прашања, добро, што е навистина толку драматично во тој формален протокол? И јас почнав да им објаснувам дека пластично да ви кажам дека прво треба да избришеме десетици надписи на споменици дека се на жртвите од бугарскиот фашистички окупатор. Дека бугарите тоа го сметаат, бугарската страна тоа го смета за говор на омраза. А има други такви споменици со италијански фашистички окупатор, со германски фашистички окупатор, за кои никој не бара да се избришат и дека е навистина патетично и смешно во 21. век вие нешто да негирате од што се случило во Втората светска војна. Дека наративите кои што треба да се наметнат на историската комисија треба да ја засегнат и Втората светска војна. Треба да ја засегнат и дали било администрација или била окупација, односно кој е одговорен за прогонот на фактички евреите во Треблинг. Дали се германците или се бугарите. Значи, сето тоа се некои историски прашања за кои во Европа, навистина, кои ќе им ги објасните, тие велат, ова не смее да се случи. Но кај нас веќе некои работи почнаа да се случуваат. Првиот протокол, ако знаете, веќе делумно е реализиран со некои согласности за цар Самуил дека бил владетел на бугарското царство и така натаму. И дека тоа треба да стои на споменици, дека тоа треба да стои во музеи. Онака како што на спомениците од Скопје 2014 требаше да напишеме, на некој е напишано, дека се од хеленската, фактички хеленското културно наследство, исто така на овие споменици треба да пишуваме таков тип на формулации. Дека таму се прашањата за кои што се поврзани со архивите од поранешна Југославија. Нешто што, да речеме, би било рационално и разумно барање за реализација. Добро, отворањето на архивите и не е спорно. И не, јас велам дека не е спорно, но не треба да забораваме дека ние имавме процес на лустрација. Дека досиеата се во Македонија отворени. А она што се алудира од бугарска страна на наводни десетици илјади жртви после Втората светска војна е навистина нешто илузорно, но голем дел од тие архиви се и во Белград. Ние не можеме да ги отвориме архивите од Белград затоа што немаме пристап до нив. Так. Ова се што споменувате и не е главниот проблем. Па не, јас споменувам неколку прашања. Так, има политички проблем, политички прашања. Политичките прашања ние никако не стигнавме да ги затвориме, да речем. На кои политички прашања мислите? Па еве, уставните измени и гаранциите, да речеме. Да се вратиме на фактички она што е клучното бидејќи сите што доаѓаат за почеток на преговорите. За почеток на преговорите. Сите што доаѓаат од Европска унија, сите викаат, ве разбираме, не знам, напредувате, треба уште повеќе во реформите и така натаму, го споменуваат планот за раст и на крајот пак НЗС што се вели се уставните измени. Никој од нив до сега не пропуштил да го каже тоа. Па не, тоа е услов кој што ние го прифативме, или беше наметнат, се разбира, непромислено прифативме тој да биде на почетокот од преговорите. Тоа е клучот. Вие знаете, ако гледате сите овие држави имаат некакви проблеми дали со земји членки на Европската унија или со соседите. Или со соседи. Да. Па дури Црна Гора има 5 барања од Хрватска, меѓутоа тие имаат го одат преговарачкиот процес до крај. И на крај од нив ќе биде побарано да ги остварат тие. Меѓутоа ќе бидат на крајот од процесот и ќе бидат сигурни дека веќе стануваат членки на Европската унија. Кај нас се прифати нешто на самиот почеток, за да ги почнете преговорите треба да го смените уставот, при што не може никој да ви даде гаранции. Јас се согласувам дека нема гаранции за членство во Европската унија. Секоја земја членка не зборуваме само за членство. Значи европските функционери велат дека никој не може да ви даде гаранција дека во текот на процесот
некој друг или Бугарија или некоја друга земја ќе постави вето. Не, апсолутно. Ние знаеме дека ветото можно, и дека ова ќе биде, се извинувам, последно барање. Но во случајот на Бугарија ветото е известно, зборувам, за идентитетски прашања. Значи, ние зборуваме за таков тип на прашање да не го спречуваат процесот. Инаку вие можете, нели, за пастрмката во Охридското езеро, ако не се лови како што треба и така натаму, и за многу други прашања да добиете вето, да не зборувам за корупција, организиран криминал и прашања кои што се дел од Копенхагенските критериуми. Меѓутоа и некои билатерални други прашања исто така можат да предизвикаат вето, а што немаат директна врска со идентитетот. Никој не го негира идентитетот на албанците, на црногорците, нивната историја. Има прашања, Албанија нели имаше фактички обврска да го ослободи оној градоначалникот Грк. Некои од тие прашања се можеби непристојни. Некои од тие прашања се можеби навистина земјите си го гледаат само својот интерес, а не гледаат правда и така натаму. Ама нема фер игра таму. Но јас се согласувам дека нема фер игра, но прашања кои што засегаат историјата, средновековието, Втората светска војна и така натаму, да бидат услов за евроинтеграција и мислам дека тука треба да фактички очекуваме и имаме разбирање, искрено речено. Добро, може да се добие нешто. Па еве во таа смисла. Еве зашто зборуваме. Ние видовте во Европскиот парламент дека имаше еден обид на господинот Вајц за да се направи толкување. Сега повторно се враќаме на вториот протокол, да се направи толкување фактички каков е правниот статус од правната служба на Европската комисија, каков е правниот статус на тој документ, така наречен протокол, втор протокол. И тоа барање беше жестоко спречено од бугарски европратеници и од некои други пратеници кои што тие успеале да ги излобираат. Сега да кажам, веќе свеста, не само во Европскиот парламент, и во Европската комисија, кај земјите членки превладува дека да се види точно што се барањата на Бугарија, односно дали тие се дел од преговарачкиот процес. Да, ама во извештајот формално правно не се, но политички се. Во извештајот за напредокот на Македонија има што беше усвоен на пленарна седница во Страсбург, нели? Во еден член 70 и некој беше, се бара заедничката историска комисија да постигне јасни и опипливи резултати. Апсолутно, јас си велам, значи дури еве во Европскиот парламент нешто што не е обврзувачки извештај за Европската комисија и за не е обврзувачки, меѓутоа но е политичка декларација сериозна и може да има големо влијание. Значи се бара да се постигнат опипливи резултати. Што значи тоа опипливи резултати? Па опипливи резултати мора да има напредок во работата на историската комисија, а ние гледаме дека нема напредок во работата на историската комисија. Не напредок, таму има назадување, не напредок. На страна дали има назадување, јас го следам однатре процесот, мислам, имам информации што се случува, но поентата во што е, наметнувањето наративи не поминува во историската комисија. Но што е поентата? Ако овој втор протокол, имавте пред неколку дена настапи на поранешни членови на историската комисија говореа нешто. А дури некои се обидуваа да го релативизираат делот од вториот протокол, кај што пишува само охрабрување и се дава, а не мора да го заврши својот фактички својата работа до членството. Да, но искрено да ви кажам, мене многу ме плаши тоа охрабрување. Затоа што охрабрувањето значи политички притисок врз работата на историската комисија да постигне резултати до самото членство. И ако на тој начин се толкува, еве овие бараат во Европскиот парламент опипливи резултати, тоа значи опипливи резултати, така тоа значи дека тоа секогаш ќе биде дамокловиот меч, сатарот врз нашите глави, да ние мораме да направиме отстапки, макар онакви какви што за цар Самуил сме направиле, и во други делови на нашата историја, но сепак од се најмногу ме плаши да ние влеземе во овој процес и да овие делови од протоколот фактички станат на некој начин наша обврска за од тие причини бараме појаснување од Европската комисија. И јас се надевам, ова почнав пред малку да го говорам, да речеме од германска страна, нешто што е малку така забележано во писмото на господинот Мерц, каде што зборува за механизам. Меѓу другото, тие механизми се потребни, се разбира, не само за нашата држава, утре и за Молдавија и Украина и така натаму, за сите земји кандидати. Механизам
дури имаше спецификација во една од нашите средби со господинот Киркбаум, кој што е државен министер дека тие ќе бараат механизам, фактички, ако не е во прашање класичен копенхагенски критериум, да се даде на арбитража, на правна арбитража, да проценат фактички Европската комисија да процени дали државата членка има право да стави вето по прашање кое што нема врска со некаков копенхагенски критериум. Значи, дури има такви иницијативи. Затоа велам, од овој процес сега што се разгледува во Брисел, односно и во земите членки, дискусијата за проширувањето, на крајот ќе произлезе некаков документ. Да, ма вака како што зборуваме, како што зборувате вие, се чини дека немаме излез од ситуацијата. Па не би рекол дека немаме излез. Ама вака не се гледа некој, не знам, позитивен сигнал. Позитивниот сигнал... Министерот пред неколку дена кажа дека постои позитивен импулс за изнаоѓање решение кое нема да биде по цена на македонскиот идентитет, јазик и така натаму, и дека разговорите со земјите членки и со Бугарија продолжуваат. Што значи тоа позитивен импулс? До сега не видовме позитивен импулс. Позитивниот импулс се одвива, морам да бидам тука, нели, како што каже и господинот Рокас, под радарот и за затворени врати. Значи ништо не може да се разбира на јавна сцена, да се води да се водат такви дипломатски разговори, но фактот дека постои разбирање кај најголемиот број земји членки, особено кај најсилните земји членки на Европската унија, дека ваков тип на билатерални прашања не смеат понатамо да го попречуваат европскиот процес. Значи постои разбирање и постои потреба за изнаоѓање механизам. Тоа значи дека има доволно политичка волја да се движиме во тој правец. Се разбира од бугарска страна таква волја во моментов нема, затоа што на сите средби нам ни се порачува дека не се само уставните измени, се што пишува во протоколите и сите обврски што сте ги презале. На кои средби? На сите средби, велите? Па на сите средби. На сите средби со бугарските представници? Со бугарските представници, на сите средби. Значи тоа и јавно го говорат од Бугарија, меѓутоа и ни го кажуваат на средбите. Дека се додека нема напредок во работата на историската комисија, вие вашиот пат нема да го продолжите. Вие ќе го почнете патот. Значи, токму ова зашто ние стравуваме, тоа ни го кажуваат директно. Сега, имаме кој нормално... Кој го кажал, например, кој го кажал тоа? Па на сите средби, на средбите на моите средби со представници бугарски, да речеме, сум имал средби со заменичката министерка, на средби на министерот со... Министерка. Сега не знам дали со ова или со претходниот министер, значи и со претходни министри, и со заменици министри, ние сме ги отварале овие прашања во детали. На моите средби со амбасадорите, ако сакате. А што се случува, неколку мина се пријавија за посредници во спор. Кошта се споменуваше, па се споменуваше Џорџа Мелони. Значи, има ли таков некој посредник? Председателот на Европскиот совет беше навистина многу е се уште многу навлезен во материјата и на неколку средби во владата и заеднички со повеќе министри и со премиерот и така натаму. Фактички не се нудеше да посредува, туку едноставно како човек кој што е загрижен или меѓу другото и за проширувањето и сака да се одвива тој процес натаму. Велеше дека едноставно мора да се изнајде решение и сакаше да посредува и се уште е во таа игра, можам да кажам, но мислам дека моќта на земјите членки на Европската унија е сепак многу поголема од моќта на Европската комисија. И ако сакате, од Урсула фон дер Лајен и од Антонио Кошта, со сета почит на нивната, најголема моќ да посредуваат или да се обидат да изнајдат решение имаат земјите мотори на Европската унија, Германија и Франција, се разбира, не треба да се запостават и другите земји членки. Групата пријатели на Западен Балкан навистина многу влијае во овој правец и ни помага. Морам да речам дека ни помага, особено земјите од исто така од Вишеградската група помагаат со земјите кои што споделуваме некое словенско минато како што се Чешка, Словачка и така натаму. И тие многу помагаат,
Но на крајот на криштата ние сме соседи со Бугарија. И ние ќе треба да се разбереме со Бугарија. Сами. И јас се согласувам со тоа. Но ќе мора од бугарска страна да се отфрли приказната фактички за негација на историскиот идентитет на македонците. Затоа што тие велат немаме ние проблем со денешниот современ идентитет на македонците. Па немате со современиот, ама имате проблем со нашето читање на историјата. И дека од тоа сакате да направите фактички услов за евроинтегрирање. Знаете, Бугарија историски има изгубено неколку војни за Македонија. Реално, значи Балканските војни, Прва светска војна, Втора светска војна, ги има изгубено. И сега вие сега мислите сака да го надомести тоа? Искрено речено тие сакаат низ процесот на наше евроинтегрирање да ги постигнат целите што не ги постигнат. Јас не велам да ја окупираат Македонија. Не зборуваме. Значи зборуваме за современо заменување на нашиот историски идентитет. Значи ние да релативизираме, еве да не признаеме дека сме биле бугари во минатото, нашите дедовци или не знам револуционарни личности, но да го релативизираме тоа прашање дотаму што бугарската историографија ќе биде наметната на светот дека македонците по потекло се бугари. И сега ако вие дозволите да речеме едно од апсурдните барања за прифаќање на историјата на бугарското малцинство во Македонија. Вие знаете, имаше и судски процес. Бугарското малцинство во Македонија бара да може да го негира македонскиот идентитет. Дали постои малцинство во светот на кое што му е дадено право да го негира македонскиот идентитет? Што се случи со акцијскиот план за малцинствата? Еве во првата верзија на текстот имаше забелешки од Сдруженијата на бугарите во земјава. Вклучени се нивните забелешки, докаде е таа финална верзија има? Значи, што е вклучено во тој акцијски план? Имаше уште неколку состаноци, еден клучен состанок на кој што на првите состаноци тие изнесоа некакви своји барања, односно прво политички го отфрлија документот без да расправаат за детали, но потоа напишаа некое писмо со некои конкретни барања. Потоа Европската комисија, ние се договоривме со Европската комисија, ни определи експерти од Советот на Европа за малцински права, со кои што го подготвувавме. Конкретно некое барање, што бара? Па некои од барањата беа за дополнително финансирање, да речеме, на програми на здруженијата и така, за определување поголем финансиски колач во контекст на. Затоа што ако го разгледате што е фактички овој документ за малцинствата, акцијскиот план, тој содржи и тоа е дел од фактички преговорите, односно од преговарачкиот процес, од преговарачката рамка. Тој содржи на 3 нивоа детали, фактички за антидискриминација, мерки за антидискриминација, од институционални како ќе се постави таа фактички борба против дискриминацијата, се до конкретни мерки за говор на омраза, и третиот дел е едукација. Едукација во смисла како малцинствата кои што се под 20%, не говориме нели за албанците бидејќи тие се над 20%, како малцинствата што се под 20%, каде што се и бугарите, треба да го користат тој да ги користат благодетите нели на процесот на едукација. Конкретна забелешка нивна. Конкретна забелешка ви велам. Освен финансирањето, сега финансирањето не е политичка забелешка, да кажем. Да, го отфрлаат. Јас можам да евентуално дел од нивните писма мислам дека беа објавени на нивните сајтови, меѓутоа не знам тоа конкретно со забелешките дали е објавено. Нивните забелешки главно беа политички, во смисла дека зошто го отфрла Бугарија, да речеме, планот за малцинства кој што е изработен велам со европски експерти, акцијскиот план. Го отфрла затоа што вели за ова не сакам да разговарам додека вие не ги ставите бугарите во уставот. Значи тоа го бараме ние. Клучот е да влезат бугарите во уставот, а сето ова потоа ќе следи и се подразбира. Иако таму велам имате многу значи драматично унапредени механизми за заштита на малцински права. Имаме ли финална верзија? Има финална верзија која што велам Бугарија ја отфрли. Фактички ние
ставивме И сега до Брисел. следниот чекор кој е после отфрлањето? Следниот чекор, тие велат, не сакаме да разговараме за ова се додека не ги спроведете уставните измени. Дека тој акцијски план за малцинствата е во суштина ад акта, додека вие не ги спроведете уставните измени. Во време кога односите со Бугарија не само што не напредуваат, туку назадуваат, гледаме политичкиве односи не се баш во најдобри. Ние во Софија сме представени со вршител на работите во амбасадата, а знаете вие многу подобро знаете од мене дека нивото не е исто. Каква е состојбата и во другите амбасади, бидејќи многу од нив се празни? Зошто се празни се уште? Немаме пари или никако не може да се постигне договор со коалицијските партнери? Има пазарење меѓу коалицијските партнери, што е причината? Прво за нашиот за испразнетото, условно речено, нели, место во Софија. Испразнето е тоа? Да, добро, немаме амбасадор, но таму имаме имаме дипломати, високи дипломати, но на страна тоа. Чекавме личноста која што беше избрана од Министерството, професионалец за амбасадор во Софија. Малку подолго чекаше за Агреман и до сега веројатно требаше да замине. Ке беше местото празно 3 месеци. Немаше да биде повеќе. И сега ќе се одолжи малку затоа што веќе доби Агреман и ги одбрани и тезите во Министерството, ќе треба само да се закаже во собрание, но поради сега ќе биде на одмор собранието, една група помина амбасадори во јуни. Има уште една група што треба да помина, јас се надевам во септември за Софија, за Букурешт. Така што уште останува една група на амбасадори која што е именувана во меѓувреме на владата. Зборувам за Будимпешта, Атина, пред се. Значи, затоа што нам ни е многу битно соседството. Еве, Унгарија е еден од нашите стратешки партнери на некој начин, па подолго време и таму немаме амбасадор, но тие се избрани и се надевам во овој период до нова година дека овие ќе бидат затворени. Останува есенва во меѓународните организации, каде што исто така еден подолг период, освен во Советот на Европа во ОПСЕ, каде што и продолживме на амбасадорката уште еден мандат. Важно е затоа што до година треба да председаваме. Меѓутоа, со Советот на Европа, Обединети нации ни остана. Во Обединети нации до година сме исто така избрани, кој што е исто така еден голем успех на дипломатски во економско-социјалниот совет. Ке треба да ја засилиме мисијата со повеќе дипломати, но исто така и да биде именувана соодветна личност, јас се надевам професионалец од Министерството, ќе видиме како ќе течат тие разговори. Инаку во принцип, факт е дека еден подолг период и ние не сме задоволни и луѓето во владата и луѓето во Министерството не се задоволни дека навистина еден подолг период се одвиваат тие дискусии и во владата меѓу коалиционите партнери, меѓутоа во меѓувреме донесовме закон со кој што дадовме поголема шанса на дипломатите од Министерството фактички да стануваат амбасадори, 50% веќе се загарантирани. И тука има пазарење. Сега да бидеме реални. Знаете што, јас многу често се соочувам со такви дискусии, муабети, дека сега вие форсирате луѓе што се донесени од времето на ВМРО, а овие што се донесени од време на СДСМ не ги форсирате. Па имате внатрешна фактички на некој начин забелешки од дипломати дека ама сега вие испраќате на мандат луѓе кои што беа со СДСМ и така натаму. Со други зборови, секој на некој начин дошол во тоа министерство. Дали во кое време и во која влада? Не зборуваме кога дошол, дали е професионалец или не. Се согласувам, но луѓето се суетни. Луѓето имаат суетни карактери. И ако некој бил професионалец, ама бил, да речеме, во времето на министерот Димитров, и сега тој се врзува со Димитров. Ако бил во времето на Бујар, со Антонио Милошовски, со него и така натаму.
можам да гарантирам дека во моментов не само што нема класична партизација на министерството, туку има токму таков тип на забелешки од многу само наречени нели ВМРО-вци кои што велат ама сега ги играте овие што беа со претходната влада и така натаму дипломати. Дека нема партизација, еве како што велите гарантирате, не би се согласиле многумина и во министерството и надвор од министерството, и тоа е ваша оценка. Па добро, вие знаете што, јавноста секогаш може да коментира. Пред некој ден прочитав тамо, еве овој бил не знам, станал амбасадор во Австралија и бил син на како се вика, на пратеник и така натаму. Да ви ги кажам кадрите во министерството, вие знаете сигурно повеќе од мене, јас сум тука 2 години, има тамо и ќерки, жени, синови, снаи на високи политички функционери од сите власти. Од сите власти. И сега, како се тие вработувани во тој период, дел од нив станале навистина професионалци и си ја знаат работата, дел можеби не. Не можам јас да ги оценувам, некои сум ги запознал многу малку, но верувајте, некогаш и шансата да се вработите во министерството е голема. Иако сега не е толку атрактивно, затоа што знаете во државна администрација платите не се високи. Тоа е друго прашање. Да. Господин Димитровски, ви благодарам на гостувањето. Почитувани, тоа беше заменикот министер за надворешни работи Зоран Димитровски.